Почитуван заменик председател на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Зоран Ставрески. Почитуван кандидат за градоначалник на Карпош, госпоја Јагнула Куновска. Почитуван председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Синиша Спасов. Почитувани кандидати за советници на советничките листи за Карпош и Скопје. Почитувани жители на урбаната заедница Владо Тасевски. Почитувани присутни, добра вечер. На самиот почеток да ја слушнеме химната на Република Македонија во изведба на оперскиот пејач Ристе Велков. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се ве на Крушевската република, на Гоце Делчев Питугули, да ме груе Сандански, на Гоце Делчев Питугули, да ме груе Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови вестници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. За Карпош со дела. Добре дојдовте на нашиот мини митинг во урбаната заедница Владо Тасевски. Денеска дојдовме да ви ја представиме вистинската опција на предстојните локални избори. Опција која покажа дека Македонија се сака со дела, а тоа е ВМРО ДПМНЕ. На самиот почеток го повикувам председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Синиша Спасов, да се обрати. Добро вечер, Карпош! Добро вечер за граѓаните на урбаната заедница Владо Тасевски. Почитувани гости, дами и господа, граѓани на Карпош. Дозволете на почетокот на денешниот митинг од членовите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош со особено задоволство да го поздравам присуството на почитуваниот заменик председател на владата, министер за финансии и координатор на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Зоран Ставрески. Советниците од советничката листа на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија за град Скопје, представниците на владата на Република Македонија,
пратениците, советничката група на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во општина Карпош, како и идниот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМНЕ во општина Карпош, господја Јагнула Куновска. Го поздравувам и носителот на листата, господин Сашо Лазаровски. Особено сакам да му заблагодарам на председателот на местниот комитет Бобан Јовановски за изминатите дела и вложениот труд со што успеа да го крене местниот комитет Владо Тасевски на нозе и да допринесе за оваа масовна присутност на вас, граѓаните, денеска овде. Почитувани, во овој дел би сакал да зборувам за дел од причините поради кои сме дојдени овде, односно за актуелната состојба во Карпош. Што направи досегашното раководство на општина Карпош? Треба да си одговориме на прашањата дали можело повеќе, дали можело подобро, дали може поинаку, дали граѓаните на Карпош имаат барем една капитална инвестиција. Во што се состои разликата помеѓу ВМРО ДПМНЕ и сите останати партии? Во дела. Позади нас стојат дела. Општините во Република Македонија, предводени од градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМНЕ, покажаа дека со ентузијазам и посветеност се постигнуваат резултати кои граѓаните високо ги ценат и вреднуваат. Време е и Карпош да добие градоначалник од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Сега ќе ве подсетам и на проектите кои беа реализирани во Карпош. Најголемите проекти, најголемите улици и булевари, Илинденска, Партизанска, Митрополит Теодоси Гологанов, Козле, спортските сали, тениските терени, спортскиот центар Борис Трајковски, вештачката Карпа, новиот трговски центар Сити Мол, па дури и арболите со државното знаме. Сето тоа е делот на градот Скопје и на владата на Република Македонија. Затоа знам дека уште во првиот круг на предстојните локални избори господинот Коце Трајановски повторно ќе стане градоначалник на градот Скопје. Затоа што граѓаните знаат да ценат и најбитно од се, затоа што Скопје никогаш досега немало подобар градски татко. Токму поради вакви светли примери од вас, граѓаните ја бараме поддршката за Карпош, за да покажеме и докажеме дека се може и поинаку и подобро. Почитувани, наш кандидат за градоначалник на општина Карпош за предстојните локални избори е господја Јагнула Куновска. При изборот на кандидат за градоначалник се водеше сметка за нејзината програма која е во насока на подобрување и унапредување на стопанскиот и инфраструктурниот развој на општина Карпош. Како вредносен критериум беше земен и личниот кредибилитет и досегашниот придонес на Јагнула Куновска во повеќе сфери на општественото живење. Од периодот од како ја запознав Јагнула Куновска, можам да заклучам дека таа е вистински партнер со граѓаните, вистински иден градоначалник на сите и за сите. Човек позади кој стојат принципите на работењето на ВМРО ДПМНЕ. Човек кој знае да го води тимот, кој навистина ќе направи нешто за Карпош. Човек кој кога ќе ве погледне во очи и ќе ви стисне рака, нема да ве излаже и ќе ви даде завет за лојалност, доследност и напорна работа. На крајот од своето излагање имам неколку пораки до вас, граѓани на Карпош. Успехот е резултат на голем број правилно донесени одлуки. Успехот е резултат на континуирани промени и учење од грешките. Успехот е резултат на постојаната потрага по ново, на постојана работа, на постојано освежување и реформа, на желбата и волјата да се направи подобро за граѓаните и да се биде подобар од конкурентите. Затоа од вас, граѓаните, ја бараме поддршката во Карпош за да покажеме и да докажеме дека може и многу подобро.
дека Карпош заслужува повеќе. На крајот, до моите верни сопартици од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Карпош, сакам да ја пренесам следната порака. Од се срце ви се заблагодарувам за досегашниот безпоштеден ангажман од ваша страна. Горд сум на вас. Ве повикувам во овој месец кој е пред нас, како и досега, да го дадеме својот максимум и да ја вратиме општината на граѓаните на Карпош. Ви ветувам дека за неполн месец ќе прославиме победата на ВМРО ДПМН на локалните избори со староновиот градоначалник на градот Скопје, Гоце Трајановски, и новиот градоначалник на општина Карпош, Јагнула Куновска. Ќе го вратиме Карпош на граѓаните, ќе го вратиме Карпош на Скопје. Одиме на победа! Победа за Карпош! Победа за Скопје! Да живее Македонија! Да живее ВМРО ДПМН! Да сте ми живи и здрави! И ви благодарам многу! Меѓу нас се итните советници во општината Карпош. Чест ми е да кажам дека на нашата листа имаме храбри луѓе кои разликуваат што е правилно, а што не. Луѓе кои ги знаат проблемите на граѓаните, но имаат и решение за истите. Затоа ги повикувам еден по еден за да видите кој ќе го води советот во Карпош следните 4 години. Господин Сашо Лазаровски, носител на советничката листа. Господин Емил Угриновски. Господја Светанка Бајраткова Мишева. Господја Даниела Штерјова. Господин Игорче Кузмановски. Господин Благоја Неделковски. Господин Давор Грче. Господин Панче Стојановски. Господја Тања Ристевска. Господја Андријана Павловска. Господин Зоран Грстевски. Господин Роберто Тошевски. Господин Звонко Димитровски. Господин Маријанче Матовски. Господја Светлана Пандиловска. Господин Никола Србов. Господин Драги Тодоровски. Господја Јасмина Цветановска. Господин Дејан Гитанов. Господја Наташа Антовска. Господин Мато Гласновик. Господја Антоанета Штефанчич. Господин Јован Симоновски. Ги поздравувам и кандидатите за советници од советничката листа на град Скопје. Господја Ирена Мишева. Господин Борче Ѓоргиевски. Господин Борис Ангелски. Господин Игор Лазаровски. Господин Бранко Лазаровски. Господја Анка Спасовска. Господја Ирена Зарковска. А сега го повикувам господинот Сашо Лазаровски, носител на листата на советници за ВМРО ДПМН Карпош. Добро вечер Карпош, добро вечер ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Почитувани сограѓани, браќа и сестри, отпочна кампањата за локални избори во Република Македонија и веќе се изнагледавме и изнаслушавме се и сешто. Но ајде со ред да ги одмериме политичарите што и како размислуваат и што им нудат на граѓаните. Пред неколку дена се обидов да извршам компарација меѓу советничката листа на ВМРО ДПМН, онаа на Стефчо Јакимовски и онаа на СДСМ. Единствено нешто печатливо на советничката листа на Стефчо Јакимовски се камелеоните
кои Стефчо и Милетич решиле да ги прават советници. Таквите како нив ја менуват партијата како ќе им текне, водени единствено од нагонот за лична корист и добивка. Интересите и потребите на граѓаните за Карпош, за таквите луѓе се занемарливи. Ова не им е прв мандат. Некои по неколку пати беа советници, нивните дела ги бараме сите, но дела нема. Не постоја, драги сограѓани. Да не биде смешно, ќе биде трагично. Нема програма и нема доказ што ветиле, а што исполниле. Минатите избори одеа помеани и им ветуваа на луѓето се и се што на Жими мајка. Тие долго ја раководеа општината и видовте што знаат. Тие се веќе виден филм, досадна приказна која граѓаните едва и чекаат да заврши. Почитувани сограѓани, тоа се луѓе зависни од власт. Неоформени профили, кои како сончогле што се врти по сонцето, така и тие се вртат по власта. Сладка име и како пијавици ја цицаат општината. Дајте нешто да споредиме, а вие граѓаните да можете да не оцените. Бекатон плочки. Тоа ли е нивното најголемо достигнување? Има ли нешто видливо, нешто капитално, нешто што е повисоко од една бекатон плочка? Размислете добро и проценете што е тоа што ни оставија Стефче, Андреј и нивните мнозинства во општинскиот совет изминатиот период. Единствено нивно видливо, а капитално дело е Влајко. Неуспешна инвестиција. Нема ништо капитално, нема ништо корисно, затоа што парите овие години ги делеа по некои чудни невладини организации, за некои чудни и невидливи проекти, а всушност сите знаеме каде завршува. Тоа не може да остане така. Проекциите на буџетот на Карпош достигнуваа и до 2 милиарди денари или околу 30 милиони евра. Тоа се огромни пари за да им нема трак. Тоа се ваши пари на граѓаните. Запрашајте се што сте добиле вие од овие пари. Ако не се кај вас, прашајте ги каде се. Бидејќи некои мнозинства во советот, некои градоначалници, тие пари си ги делеа во ваше име. Прашајте ги кому ги поделија и зошто. Уште еден типичен пример за нив е заградениот простор пред Порта Влаја. Толку години поминаа, не мрднаа со прст и сега еден месец пред избори им текна да го заградат и да стават еден багер натре, демек нешто се работи. Па до која со тие ефтини трикови? Ги предадоа своите гласачи, своите партии, а денес имаат доволно дрскост да помислат дека карпошани повторно ќе се изиграат. Се лажат. Таквото време веќе одамна помина. Денес ВМРО ДПМН наметна такво темпо на работа, за кое за да ни парираат, треба да го загреат столот уште од првиот ден и да работат постојано. Но народот знае да цени и знае да одбере. Овие избори, жителите на Карпош имаат опција, имаат вистински избор на квалитетни, честни, еснав кандидати на советничката листа на ВМРО ДПМН. Нашата партија е создадена од народот и секогаш се бори со стремеж кон подобра иднина, подобро секојдневие за секое семејство во Карпош. На локални избори се нудат проекти и дела, се нуди визија, се нуди како што и како ќе биде направено во населбите, во училиштата, во парковите, покрај реките, пред гаражите. Се нудат проекти за пензионерите, за младите, за невработените, за спортистите, за уметниците, за оние кои немаат паркинг простор пред куќите и пред зградите. На локални избори се представуваат програми за тоа како ќе бидат решени проблемите на граѓаните, за колку време ќе бидат решени и колку ќе чинат истите тие проекти. За разлика од нив, ние и на минатите, и на тие предходни, и на овие избори имаме точно утврдена програма, со добро подготвени конкретни проекти, со конкретни датуми за реализација. Тоа е суштината по која се разликуваме од нив. Почитувани сограѓани, вие сте тие кои гласате на овие избори и со вашиот глас давате мандат на следните советници во општина Карпош. Со заокружување на бројот 4 на гласачкото ливче, секој граѓанин правилно одлучува кој ќе ја води општината Карпош, какви проекти ќе се спроведат во наредните години, како ќе се трошат вашите пари. Се што се направи во Карпош досега, се беше дело на владата на Македонија и Коце Трајановски како градоначалник на град Скопје. И тоа карпошани многу добро го знаат и треба да го ценат.
Не треба да им посочуваме чие дело е Сити Мол и 2000 вработувања во него. Кој ги набави новите автобуси? Кој го изгради спортскиот центар Борис Трајковски? Кој го гради првиот аквапарк во Скопје? Чие дело е карпата за качување на кеот на реката Вардар? Која изгради спортската сала во Карпош 1? 7 тениски? Кој го гради туристичкиот локалитет Етно село и уште многу други проекти од која најголема корист имаат токму граѓаните на Карпош? Така се сака Карпош. Така се сака и Скопје. Со дела и конкретни проекти, а не со мускули и празни ветувања. Почитувани сограѓани, ние нудиме вистински проекти за видливи дела. Во Карпош живеат високо интелигентни луѓе. Народот добро знае да процени кој лаже, а кој е искрен. Оваа програма е реално изводлива. Затоа во неа има конкретни рокови за конкретни дела. Зад неа стојат принципите и образот на ВМРО ДПМН. Ние знаеме што значи да имаш образ и да го задржиш образот пред граѓаните. Токму затоа стоиме тука пред вас. Токму затоа сум сигурен дека карпошани овој пат ќе ја дадат поддршката на ВМРО ДПМН доволна за апсолутно мнозинство во Советот на општина Карпош. Гласајте за советничките листи под бројот 4 на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Гласајте за Коце Трајановски. Гласајте за Јагнула Куновска. Таа е вистинскиот човек за Карпош. Таа е личноста која треба да и се даде можност да покаже што знае. Сите други веќе ја имаат таа можност. Да живее Карпош, да живее Скопје, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Да сте ми живи и здрави сите и на 24-ти се собереме заедно да прославиме победата. Ви благодарам. А сега, почитувани присутни, имам посебна чест и задоволство да ја најавам оваа енергична и успешна жена. Вистински пријател на граѓаните на Карпош. Новиот градоначалник на Карпош. Градоначалник кој ни ветува светла иднина и голем просперитет во општината. Почитувани, ја повикувам господјата Јагнула Куновска. Господја Куновска, повелете. Добро вечер, Карпош. Добро вечер, граѓани на урбаната заедница Владо Тасевски. Одново, како и секоја вечер, да потенцирам на сите места каде што одиме, на сите наши одржани досега митинзи, со нас е вице-премиерот на владата на Република Македонија, министерот за финансии, господинот Зоран Ставревски, да го поздравиме и да му се заблагодариме што заедно со нас учествува како подкрепа во оваа предизборна трка. Посебно сакам да го поздравам, ќе ве молам да се гледа, господинот Анастас Попѓорчев, долгогодишен почитуван судија и адвокат, стар ВМРО-ец и поддржувач на нашата идеја за ВМРО и на нашата кампања, која што сега ја водиме. Му благодарам посебно да е здрав и жив. Ете така, почитувани граѓани, ние како тим, јас, позади мене носителот на листата, за и советниците, Саша Лазаревски, каде е тука, да, сме тие кои што секоја вечер, заедно со сите вас граѓаните, се трудиме да учествуваме достоинствено во оваа трка, во оваа предизборна кампања за изборите кои ќе се одржат 24 март, со желба
со ваша подкрепа за наша заедничка цел остварување да ја добиеме локалната самоуправа. Ние сношти бевме на друго место. Вечерва сме тука, утре вечер ќе бидеме во друг дел од општината Карпош. Се така почнавме и ќе завршиме со нашите мини митинзи до самиот ден кога ќе се одржат изборите. Сакам да ви кажам дека мојата интенција, односно нашата интенција е да не видите, да се запознаете со нас, дел од нашата програма која што се однесува за вашата урбана заедница, да се обидеме да ја изложиме со цел да ги придобиеме вашите гласови и сите заедно да успееме да ја добиеме локалната самоуправа, власта на локалната самоуправа за идните 4 години на општина Карпош, да можеме заедно да ги реализираме проектите кои се јавија како ваша потреба и ваши проблеми во ова наша заедничка програма. Почитувани граѓани, јас сум човек кој што води фер кампања. Јас секогаш се држам за мојата платформа предизборна, за мојата програма, бидејќи таа ми е мене цел, меѓу граѓаните да се запознат со неа. Меѓутоа, вие знаете, јас имам уште 2 против кандидат, Стефче Јакимовски и Андреа. И секогаш, кога на нив јас им служам како параметар за нивната неподкрепена програма, за нивните празни фрази, редно е јас да се обратам на нив и да им кажам дека не се во право. Например, Стефче Јакимовски во недостаток на издржана програма, тој има една програма во која што нема ни рокови, ни мери, ни износ, вредност на објектите кои што ги предлага. Односно, тврди дека ќе ги изгради за идниот 4-годишен период. Пушта гласови низ општината Карпош на секаде, преку своји пајташи, дека јас зонско паркирање низ целиот Карпош ќе сум направила. Не е точно. Јас ќе се трудам Карпош да има зелени платформи. Зонско паркирање не, само катни гаражи и тоа ќе ви кажам каде. Малце покасно. Го слушам вчера, дава изјава на телевизија и вели: тука каде што стојам, ова место личи на септичка јама. Јас на ова место ќе изградам спортски терени, базени, игралишта и ергеле коњи ќе донесел, клуб спортски ќе направил. Јас го прашувам, тоа е се добро. Меѓутоа, дали е свесен дека местото на кое што стои таа септичка јама е резултат на неговото 8-годишно владење? Владење, велам, низ Карпош. Тој, ако сакал, ако бил таков, кој што се грижи на оние спотовите, вели јас, за граѓаните на Карпош, немал да дозволи прво тоа место да биде септичка јама. А затоа јас пак го повикувам. А пред тоа ќе кажам, дали видовте сношти на митингот во центарот на Скопје, градоначалникот на градот Скопје Коце Трајановски, кога ја крена една книга ваква голема и рече: граѓани на Скопје, ова е мојот отчет за 4-годишното мое градоначалствување. Што сум направил, што не сум можел да направам, што почнав, не завршив, а што ќе правам? По кој пат јас да го повикувам Стефче Јакимовски дека треба истото тоа да го стори? Пред да даде било што како програма на граѓаните на Карпош. Затоа што без отчет се што дава како програма, каде што нема, не кажува како се тие проекти издржани, пак ќе повторам, мери, пак ќе повторам, време на изградба, пак ќе повторам, колку тие вредат, неговата програма е само фарса.
господинот Андре Петров, јас го повикував од кога се појави програма да даде. Он вод даде една изјава и вели: Јагнула Куновска бара од мене програма. Секоја педа е моја програма. Ајде ве молам, што рече? Секоја педа е моја програма, вели. А сега, денеска гледам јас едно вака преклопено тенко ливче и внатре ни помалку ни повеќе пореден број од 1 до 100 проекти. И вели, например, базен, например, конјички клуб, например, и само тоа, како да наредил некои проекти кои што се желба негова, па така не се прави. Така еден градоначалник, ако е сериозен, ако ги почитува граѓаните каде што се кандидира, ќе даде како што треба издржана програма. Пак ќе повторам. Ќе даде со рокови на изградба. Ќе даде начин како таа ќе биде изградена, односно колку вреди, колку кошта и колку пари има обезбедено. Тоа ние го направивме. Го слушам вчера пак на пресконференција, реков, јас сум у параметар на неговото, неподкрепена програма и фразирање. И вели, голем зала ќе Карпош да го дајме ние на ВМРО. Па јас го прашувам, зар за залци се работа кој што треба он да ги проголта? Или се работа за граѓани над 60.000 жители кои што живеат тука во Карпош, пред кој што се јавува со образ да ги води идните 4 години? Такви споредби се недолични. Друго, вели, јас го знам секој ќош и улица на Карпош, Јагнула не ги знае. Му благодарам да продолжи да ги гледа ќошињата од Карпош, затоа што 5 години ништо не направи за оваа општина. Остави тој Стевче ќошиња полни со смет и улички на кои што ако помине вечерно време вака, ќе падне некаде. Јас внимавам, не сакам, не ги повикувам, не ги споменувам, само им одговарам, им велам. Одново, кога се послужат со мене како параметар, одново ќе им одговорам, но нека внимаваат што зборуваат кандидати за градоначалници се. Јас, почитувани граѓани, ќе се вратам на мојата програма. Таа е резултат на нашите средби, разговори повеќе месечни. Во нашата програма предвидени се 117 проекти. Свесни сме, и вие граѓаните и ние, дека се што е потреба, се што е проблем на една поголема урбана населба, како што е Карпош, каде што живеат голем број на граѓани, не може да се предвиди. Но затоа има работи кои што секогаш потенцирам. Во ќе ги решаваме. Во една програма која што е со заложба доследно да биде спроведени, пак потенцирам, заедно со вас граѓаните, мора да има проекти кои што се капитални, повеќето, за сета општина, за сите граѓани. Така, например, ако ние велиме изградба на економска зона Бардовци, индустријска зона Лепенец, тоа се однесува за целата општина. Не се однесува за помал или поголем број на граѓани. Затоа што едни такви проекти нудат нови работни места. А за тие нови работни места заинтересирани се сите граѓани од општината Карпош. Значи, проектите кои што се предвидени како капитални во нашата програма се однесуваат за сите граѓани во Карпош. Например, еден нов драмски театар. Тоа е убавина за сите карпошани. Една детска градинка е потреба на сите наши дечиња. Еден пензионерски дом
на сите повозрастни граѓани, пензионерските клубови, а ние посебно акцент даваме на оваа популација возрастни и на нивното користење на слободното време се разбира рационално и така продуховено. Така да, од нашите капитални проекти, например, како што имаме гасификација на општината, тоа се работи кои што треба секој од нас граѓаните да го радува. Зелен пазар, што имаме кај Бардовци, кој што локален пазар ќе биде навистина со решено паркинг место, кое што ќе биде од интерес на сите граѓани во општината. Еве да не заборавам, еден нов, убав, голем православен храм во центарот на Карпош ќе биде за сите нас една духовност, една продуховеност, нова, која што сега фали меѓу граѓаните во Карпош. Граѓаните во Карпош, кои што 99% се православни тука, за жал, немаат еден православен храм каде што ќе можат да одат и да ги продолжат традициите и обичаите кои што им се неопходни, како и на секој човек. Почитувани граѓани на оваа урбана заедница, јас знам дека вие имате ваши посебни локални проблеми. Само ќе ве подсетам дека Стефче се обиде да ви направи еден парк тука, па не знам што, како и кривична пријава добил, затоа што сепак тука има некоја подвала, каква е, ќе се расчисти. Јас сакам да ви кажам дека по однос на катните гаражи пред малку што загатнав. Катни гаражи мора да има во општината Карпош. Тоа е неопходно сега за колку толку регулирање на овај густ сообраќај. Овде кај вас, во центарот на, да речем, на вашата урбана средина, се наоѓа катастарот. Тој не е од локално значење, како институција. Во катастарот дневно се обраќаат по стотици луѓе од цело Скопје, кои што ги регулираат своите имотно-правни односи. Но поради тоа сообраќајот страшно настанува метеж. Ние не предвидуваме зонски паркиралишта да правиме, па да го регулираме сообраќајот. Познато ми е, луѓето шетаат по 20 минути наоколу, за да се паркираат и најпосле во зеленилото. Сакале, не сакале. Јас промовирав на една пресконференција, ние во близината, веднаш, до катастарот ќе направиме катна гаража. На тој начин ќе се регулира сообраќајот, тие од надвор што доаѓаат тука, да можат пристојно да се сместат и да си завршат работа како што треба. Тоа ќе го намали метежот на сообраќајот. Друго што произлезе од вас граѓаните, кое што ние не мора да го офатиме во нашата програма, затоа што тоа како потреба, како инфраструктура се решава во Чекор, се фасадите на зградите кои што се од поодамна. Фасадите ќе ги реновираме. Друго, детски игралишта ви фалат кошаркашки игралишта за поголемките деца, тоа имаме предвидено во нашата програма и тоа ќе го реализираме. Затоа сето не треба големи пари. Треба волја и треба соработка на градоначалникот со граѓаните. Тоа што граѓаните го бараат, тоа што им припаѓа на нив, затоа што градоначалникот е да ги задоволува нивните потреби, градоначалникот треба да го прави. Јас сум тој што сум волен по однос на нашите деца, по однос на нашата младина, се што треба заедно да направиме, да имаме задоволни семејства, здрав младеж. Тоа е нашата иднина. Ние за нив се залагаме. Осветлувањето, јас примив порака од граѓаните со кои што контактирав сите овие месеци и гледаме дека ви е на едно незавидно ниво. Ние ќе го регулираме осветлувањето. Второ, улички имате кои што не се асфалтирани, кои што представуваат проблем при нормалното движење на граѓаните. И тоа ќе го сториме. И ќе сториме се што е потребно
Кога мене група граѓани ќе ми се јават од некоја стамбена зграда или од некоја улица и ќе ми речат дека имаме таков и таков проблем, верувајте ми, држите ме за збор, а јас многу држам до зборот, дека јас на лице место на терен ќе дојдам со соодветни мои советници и веднаш ќе преминеме на решавање на проблемот. Повторувам, секогаш велам, каде е проблемот, тамо и решението. Само треба волја за тоа. Парите не треба никогаш да се во прашање. Ако постои волја, ако постои соработка, ако постои едноставно желба да се биде во средината каде што сите се стремиме за еден подобар живот, нема проблем што не може да се реши. Поради тоа, почитувани граѓани, јас сакам да ве повикам на 24 март сите да излеземе на избори. Да го дадете вашиот глас за мене, како иден градоначалник на општина Карпош и да ја поддржите мојата советничка листа, предводена од јунакот Саше Лазаревски, затоа што само ако добиеме мнозинство во советничката листа, ќе можеме да ги оствариме сите овие проекти предвидени во оваа програма, ќе можеме во чекор да идеме со потребите и проблемите ваши да ги решаваме. Воспротивно, не ќе можеме. Оваа програма, ако јас станам градоначалник, без поддршка на советничката листа, мнозинство да имам во советот на општината Карпош, јас ќе бидам само една фигура. За жал, а таква нити јас сакам да бидам, нити вие граѓаните кои што сте наши поддржувачи. Затоа, со нови дела, кон нови победи, да живее Македонија, да живее Карпош, да живее ВМРО. И на самиот крај го повикувам заменик председателот на владата на Република Македонија, министер за финансии и координатор на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Карпош, господин Зоран Ставревски. Министре, повелете. Бранко сакаше да види народ. Епа вчера плоштадот Скопје и Македонија крцка од народ. Ете, тоа е народ. Тоа е ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер Карпош, добро вечер победнички Карпош. Добро вечер за партиите од коалицијата за подобра Македонија и добро вечер за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО ДПМНЕ. Почитувани граѓани на урбаната заедница Владо Тасевски, почитувани жители на Карпош, овие локални избори, како што и кажува самиот збор, се избори кои што се решаваат на локално ниво и решаваат локални прашања. Не се избори со кои што се решава нити влегувањето на Македонија во НАТО, нити во Европска Унија, но се многу значени избори за граѓаните кои што живеат во општините, конкретниот случај граѓаните на општина Карпош, бидејќи од овие избори и од тоа како ќе го дадете својот глас, зависи во која насока и со која брзина ќе се движи општината во решавањето на вашите секојдневни проблеми. И тука кога се размислува кому да се даде довербата, има три работи за кои што секој од вас треба добро да размисли. Првата е минатото, односно што луѓето, кандидатите за градоначалници правеле во минатото, бидејќи тоа што си сработил во животот и што си покажал е многу добар репер за тоа што ќе направиш понатаму. Второто е самиот карактер, интегритетот на личностите што се во прашање, каков карактер има, дали се честни, дали се вредни, дали се работливи, дали се стабилни. И третото е она на што ние посебно инсистираме, квалитетот на нивната изборна програма, бидејќи од таа програма зависи какви проекти ќе се реализираат и колку тие проекти ќе резултираат со подобрување на вашиот живот.
И да почнеме со ред тука за другите двајца кандидати, кои што се на Мегдан, има една заедничка црта, а тоа е дека и двајцата беа градоначалници на општина Карпош. И Стефче Јакимовски и Андреј Петров имаа шанса да ја водат општината Карпош. И што покажа ако га имаа таа шанса? Стефче Јакимовски во програмата што ја напишал, на првата страна уште, во првите редови, замислете самиот си напишал како едно од врвните остварувања, веројатно како отчет го смета тоа, дека за работата што ја работел добил награда. И тоа, замислете каква, не туку таква, току награда од комората од Ниш. И тоа си го ставил човек во програмата. Награда била од комората од Ниш и тоа му е вака голема референца што сработил за општина Карпош. Стефче, освен што садеше љубичици и по 6-ти пат ги смени истите плочки што ги правил предходно, веројатно ради промет и бизнис, мора од време на време да се менуваат плочките, бекатони, па и таму нешто со терацо, со мерацо, не знам што направиле, ќе се утврди. Остана запаметен како градоначалник кој што се задоволува со просекот. Медиокритетски. Значи просек и ништо повеќе од тоа. Можеби за конкуренцијата во СДСМ и тоа е нешто, и затоа веројатно им изгледа дека е релативно поуспешен од некои други. Ама ајде Стефче да го споредиме со другите градоначалници во градот Скопје, да го споредиме со она што го работеа Коце Трајановски, Владимир Тодоровиќ, Ивица Коневски, кој сакате градоначалник во општините каде што ВМРО имаше своји кандидати. Ке видите голема разлика во делот на капитални, крупни инвестиции, оние инвестиции кои што значат осетно подобрување на животот на граѓаните, отварање на нови улици и булевари, изградба на нови училишта, изградба на пензионерски домови, изградба на спортски објекти, детски градинки. Тоа е она што градоначалниците треба да го направат. Меѓутоа Стефче Јакимовски зад себе нема такво нешто. Андреј Петров па уште помалку. Првото што го кажа кога излезе како потенцијален кандидат од СДСМ беше ја нападна нашата Јагнула со тоа дека заковал тој повеќе шајки, Јагнула помалку. Замислете, во 4 години или 3 колку беше градоначалник пред да избега, се занимавал со заковање шајки. Тоа му бил вака најкрупниот проект што го кажа. Па ние се договоривме со Јагнула утре 4 шајки да закова па да го надминеме, да не може веќе со тој аргумент да настапува. Второ што треба да се размислува е секако карактерот на личноста што се нуди како кандидат за градоначалник. И тука има многу што да се зборува, ама за Стефче јас ќе го сумирам во една кратка фраза, односно овие твитерџиеве и фейсбук фановиве имаат многу така шерети се, нели, и интелигентни вака забелешки и коментари, па Стефче вечерта кога со бркотници по вака фаниве како успеа некако да дојде до тој печатот и поднесе кандидатура, најсмешниот, најкул коментар на Фейсбук одеше во смисол ко те има, тај те нема. Му ја честита, значи кандидатурата со таа песна вака. Дали Бранко му ја честиташе или не знам кој, меѓутоа тоа зборува доволно нели за карактерот на Стефче, не сакаме никого да навредиме, напротив, нас не интересира од кого и како е кандидиран. Поентата е дека тој сакаше да дојде до власт по секоја цена, независно преку кој ќе се кандидира, инаку воопшто не ни пречи што е кандидиран преку Српската напредна странка. И ние, како политичка партија, Јагнула Куновска и целата наша екипа, во досегашната работа и од сега натаму ќе работиме заеднички за доброто на сите граѓани на општина Карпош, македонци, срби, турци, албанци, роми, бошњаци и сите други што живеат тука. Меѓутоа сакаме само да го посочиме карактерот на кандидатот. Другиот кандидат пак Андреј Петров. Андреј кој што имаше надимок Бетон, пошто нели штом Бранко застанеше во одбрана на некоја позиција, Андреј одма зад него и ги објаснуваше некои нерационални ставови на својот лидер. Во меѓувреме Бетонот ништо се спрашина стана, па сега Андреј фати друга насока, за 180 степени се сврте и сега тргна од друга насока дека морало да излезе на избори, локалните избори биле многу значени, па уште и позначени биле дури од парламентарните. И сега ја брани таа позиција. И се сеќавате на она како Бранко, да речем, го третира Андреј на една шала што малку одеше исто така по тој период, кај што не можејќи да собере нели многу
доволно народ по митинзиве што ги правеа ова, не знам, отпори, бойкоти, што се имаше. И сега карал Андреј зашто има малку луѓе. А Андреј, не можејќи на друго да се извади, морал да каже: шефе, не е до мене, туку код се ги направи улициве големи и плоштадиве, затоа така изгледа дека сме малку луѓе. Па еве ВМРО ДПМН покажа дека и со големи плоштади, улици, авени може да се исполнат со народ. Треба да те сака народот, господине Петров, не е до друго. И третото што е битно е програмата. Тука, кога станува збор, како што рековме за Стефче, тој не само што нема отчет за досегашното сработено, туку и за воиднина нема никаква сериозност во неговата програма, бидејќи нема нити финансиска конструкција, нити рок кога нешто ќе заврши. Само наброил проекти, едно чудо таму, слично како нашата програма веројатно му служила како репер, и на тој начин смета дека го задоволил тоа дека граѓаните ќе поверуваат. Ама еве само за да видите колку е нереална неговата програма, јас ќе ви кажам дека во 4 години или колку е Стефче на позиција на градоначалник, ни еден базен не направи, не само што не направи, туку правеше обструкција кога ние го градевме спортскиот центар и базенот и се друго што таму се наоѓа. Сега одеднаш Стефче се сетил, па 5 базени ќе направи во следните 4 години. Ама нема ни колку пари се, пошто знае дека се многу пари и дека толку пари во буџетот на општината нема. Исто така сите можни улици ги напишал, ќе ги реконструира, ќе ги прави, тротоарите уште поеднаш ќе ги направи, уште еднаш ова плоштадче тука ќе го смени бетонот и слично. Меѓутоа, несериозно е да излезеш после 20 години демократија пред граѓаните со програма која нема нити финансиска конструкција, нити буџет, нити од кај ќе ги најдеш тие пари, нити пак рокови за нејзина реализација. Вториот пак кандидат, Андреј Петров, денеска кога се видов со Јагнула и со екипата на советниците, со Сашо и останатите, ми дадоа едно како памфлетче од Андреј Петров и јас прашав ова програма или флаер. Мене повеќе ми личеше на флаер. 2 странички на кој што ставил 30-40 реда по едно зборче за еден проект. И тоа е програмата на СДСМ. И ја вадат, замислете, почитувани граѓани, на 14 дена пред изборите. Така, денеска е недела, за 2 недели од денеска се изборите, на 24. Ако некој смета дека во 2013 година граѓаните ќе му поверуваат со еден флаер да излезе и 2 недели пред избори да го извади и тогаш да смета дека со тоа ќе ги увери граѓаните дека е сериозен во пристапот, тогаш навистина ги подценува граѓаните. Но јас сум убеден дека после толку години на практикување на демократија и посебно после 2006 година, вие добро знаете како изгледа сериозна програма. Сериозна програма изгледа вака, со многу конкретни проекти, со многу рокови, со многу дела. И јас тука сакам да кажам за нашиот кандидат и за нашата работа. ВМРО ДПМН во изминатиот период работеше фокусирајќи се на сите проблеми, но посебно фокусирајќи се на економијата, инвестициите, она што треба да го подобри животот на граѓаните. Така е работена и програмата на нашиот кандидат. Прво, кога го селектиравме кандидатот, ние анализиравме каква личност ни треба. Човек кој што зад себе нема пред се некое темно педигре или некое минато што во секој случај ќе го компромитира или нешто во она што го работел да има што не чинело. И затоа ја одбравме Јагнула како професионалец кој што има богата кариера зад себе. Јагнула Куновска оствари блескава кариера како адвокат, судија, значи во делот на правото и заштита на правото и водеше значајни и тешки процеси. Меѓутоа Јагнула се покажа како човек со интегритет. Никој на неа не можеше да оствари влијание или да ја натера да тумачи нешто различно од она што го пишува во законот. Исто така Јагнула се манифестираше како човек што има богати црти во други димензии, не само во правото. Значи таа истовремено пишува и книги, слика и има многу други димензии кои што ја прават еден вистински оформен интелектуалец. И тоа покажува дека ние сериозно пристапивме кон изборот на човекот како човек, кого го кандидираме за градоначалник. Но исто така, уште посериозно пристапивме кон изработка на програмата. Програмата Јагнула Куновска ја направи не за ден-два како Стефче или Андреј Петров, туку врз база на обсежна анализа на потребите на граѓаните на Карпош. Таа одеше од место во место, од зграда во зграда, од куќа во куќа, од улица на улица
разговараше со многу луѓе, доби многу идеи што им недостасува на жителите на Карпош. И на тој начин ја изготви првата верзија на програмата. Потоа Јагнула разговараше со Коце Трајановски за тоа каде градот Скопје може да помогне за повеќе проекти да се опфатат во програмата за да се решат повеќе проблеми, бидејќи никогаш не можеме да ветиме дека сите проблеми ќе ги решиме, но можеме да решиме повеќе отколку што може да се решат само со општинскиот буџет, ако бидеме здружени, ако работиме заедно. И затоа ја споивме таа програма со проектите што ги има Коце Трајановски за општина Карпош, но уште повеќе, потоа седнавме заеднички со владата, со мене како министер за финансии и со другите колеги што имаат ингеренции во различни области. И на тој начин, наместо програмата да содржи само помалку проекти, само проекти што може да ги финансира општината, ние направивме една богата програма со 117 проекти во кои што се здружени силите на локалната власт, на градот Скопје и на централниот буџет. И таква програма презентира Јагнула пред граѓаните на општина Карпош. И за тоа можете да бидете сигурни дека оваа програма ќе реши многу повеќе проблеми отколку што може да реши програмата на останатите конкуренти. И замислете како ќе изгледа општина Карпош, почитувани жители на Карпош, кога ќе имаме Јагнула Куновска, градоначалник на Карпош, Коце Трајановски задне, градоначалник на Скопје, и ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија на централна власт. Тоа ќе биде вистински препорот на Карпош. Така ќе работиме заеднички и така ќе решиме повеќе проблеми за вас, жителите на Карпош. И на крајот сакам да истакнам дека исто колку што е значајно да ја дадете поддршката на Јагнула Куновска, значајно е да ја дадете поддршката и за советничкиот тим предводен од Сашо Лазаревски. Ве молам со еден силен аплауз да ги поздравиме овие луѓе кои што во иднина ќе решаваат за многу прашања од животот на граѓаните на општина Карпош. Затоа, почитувани жители на Карпош, немојте да се задоволувате со просеци, немојте да се задоволувате со реконструкција на некоја тротоарче или замена на 4 бетонски плочи. Вие заслужувате многу повеќе. Вие заслужувате инвестиции во Карпош, што досега ги немаше. Вие заслужувате работни места во Карпош, што досега ги немаше. Заслужувате гасификација на општината, што досега ја немаше. Заслужувате пензионерски домови и пензионерски клубови, што досега ги немаше. Заслужувате нови детски градинки, игралишта и многу други проекти кои што ќе направат Карпош вистинско место за живење. И затоа на 24 март, кога ќе дојде денот за изборите, јас сум убеден дека ќе знаете да го направите вистинскиот избор. И изборот секогаш во животот да го правите врз база не на тоа кој што зборува, бидејќи многу политичари добро зборуваат, ќе дојде и Стефче, ќе дојде Андреј, исто како Јагнула, Сашо или јас што зборуваме денеска, убаво ќе зборуваат. Ама зборовите понекогаш се лажни, а посебно зборовите на политичарите се уште почесто некогаш лажни, но делата се само вистината, делата се она пошто треба да го дадете својот збор. Верувајте само на делата, кој што направил кога имал шанса да направи за вас, да го подобри вашиот живот. И така дајте го својот глас. И јас сум убеден тогаш нема да има дилема. Уште на 24 март рано, утрото, многу карпошовци ќе излезат и ќе го дадат својот глас за советничката листа на Коалицијата за подобра Македонија предводена од Сашо Лазаревски. За кандидатот за градоначалник и иден градоначалник на општина Карпош Јагнула Куновска. И за Коце Трајановски, најдобриот татко што градот Скопје го имал. Да живее Карпош! Здравје и среќа во вашите семејства! Да живее Скопје и да живее Република Македонија и ВМРО ДПМН! Победа!